Добар ден, почитувана публика, и добре дојдовте во 58-то издание на видеоподкастот Гласот на Слободна Македонија. Јас сум вашиот домаќин Душан Петровски, со мојот секогаш верен соговорник Јордан Петровски. Добар ден. Добар ден. Ова ќе биде во суштина продолжение на подкастот од минатата епизода. Да. Каде што ние впрочем и се обидовме да дојдеме до она што требаше да биде тема на твоето гостување кај Заспи ако можеш, Да. меѓутоа дискусијата ви отиде во друга насока и воопшто не ни дојде до таа дискусија, а тоа е интервјуто на Љубомир Фрчковски за порталот Нова. Сега ќе го повлечеме и тоа интервју. Интервју во кое, како и обично, Љубомир Фрчковски, како и низа други кои што беа офатени со лустрацијата, повторно бараат начин како лустрацијата да ја извртат, да ја прикажат како некаков лов на вештерки, како нешто што немало никаква врска со демократските стандарди на Европа и на цивилизираниот свет. И уште еден обид целата поента на резолуцијата 1096 да се замати и да се прикаже како нешто сосема спротивно. Дали имаш нешто да додадеш пред да почнеме? Треба да го прочитам прво како увод. Ништо добро. Немам ништо да додадам. Во ред, значи ќе почнеме. Ние веќе имаме како еден текст кој што е се уште во обработка. Можете да го најдете на сајтот на Македонскиот информативен центар. Сегашниот наслов е Македонскиот Deep State прави се да го сокрие својот злостор. И тоа ќе биде како еден некој наш скелет, наш водич во оваа дискусија која што ќе водиме понатаму. Ке тргнеме со самиот вовед на Билјана Секуловска Ива во интервјуто, кој што е многу симптоматичен и кој што ја покажува целиот ментален склоп на оваа групировка која што се бори со сили, што се вика со петни сили, за да ја сопре декомунизацијата на Македонија. Да. Односно демократизацијата на Македонија да се. Да. А тие се луѓето кои се колнат во Европа, во европски закон, европски човекови права и се тоа. Но тоа е само она маската која го сокрива нивното вистинско лице. Да, па тие се колнат во Европа затоа што живеат со пари од Европа. Да. А во суштина работат се што е во нивна можност да го попречат европеизирањето на Македонија. Точно така. Значи вака воведот на Билјана Секуловска го вели следново. По завршувањето на вонредната состојба заради пандемијата со COVID-19 продолжува серијалот на Нова за лустрацијата. Следува сведоштвото на Љубомир Фрчковски, професор, поранешен министер, активист. Еден од методите на тие времиња, меѓу кои спаѓа и самата лустрација, беше јавно жигосување и организирање на линч и прогон кон непослушните, критичарите, но кон оние кои оставиле силна трага во историјата на оваа земја, кои ги поставиле темелите на државата, но и кои го представуваат самиот темел. Всушност, нападот кон овие луѓе беше напад кон самата држава. Па само во тоталитарни системи, комунистички системи, државата се поистоветува со личност. Ако го нема Тито, ќе нема Југославија, ако нема Григоров, ќе нема Македонија. Овие се темелот на државата, не. Темелот на државата се додека не биде демократијата и човековите права, државата нема да биде демократска, ниту посакувана од самите граѓани. Затоа имаме од ЕВЕ стандавака еден бран на иселување од Македонија. Не одење на печалба, иселување од Македонија. Да, тоа е сега една интересна работа што ја спомна. Гледам реклама на ВМРО ДПМН за овие избори, едноставно во таа насока ги поканува младите да не се иселуваат од Македонија. Меѓутоа,
сликата која што се дава е дека младите се иселуваат заради тоа што нема економски прилики во Македонија. Ама економијата е тесно врзана. И тука е големата грешка на сите, мислам, свесна грешка. Кога зборуваат за економија, економијата не може да просперира во држава кај што цвета корупција, кај што цвета криминал, кај што цвета беззаконие, кај што судовите не судат по слово на закон и по слово на устав, туку судат по диктат на службата. Значи, младите кои што иселуваат од Македонија се политички иселеници, а не економски. Од политички причини се селат, но тие тоа не го манифестираат кога ќе дојдат тука на запад. Да. Тие велат добро, ние се дојдовме тука, најдовме работа и сега ние ќе се одиме, за да не си го рушиме комодитетот, да појдеме во Македонија, да покажеме дека сме успеале на запад. Нема да зборуваме ништо, нас не интересира повеќе што се случува во Македонија. Да. И тука е трагедијата. Ова не е од 90-та навак. Најголем проблем било од иселувањето од прв ден кога се иселувале од Македонија, од 45-та, 46-та, 50-та година сега, да не ги... Но 63-та беше од 60-та или 67-та, беше најголемиот бран на иселување, што тие луѓе кои избегува од Македонија, никогаш не се обидоа, доаѓајќи во Македонија, седувајќи со своите пријатели, блиски, да зборуваат за демократијата на Запад, за однесувањето на западните држави кои што работат кон нив како граѓани на тие држави. И тука е проблем. Тие кога стапнува на тлото на Југославија или на Македонија, тие станува југословени и македонци. Да. Значи, има одговараше, гледам тука колку имаме луѓе кои со години живеат во Канада. Кој демократијата немат ни да. А ќе видиме низ нашите долготрени дискусии во однос на тоа во какви линии работела службата, која што е всушност носителот на целата политика во Македонија, на целиот општествено-политички живот, ќе видиме дека, впрочем, тука станува збор за користење на комунизмот како плашт за вршење на геноцид врз македонскиот народ. И сега, може ли да одиме? Да, одиме сега. Од Воведот, сега ќе се вратам, ајде малку да кажам збор два јас за Воведот на Билјана. Воведот на Билјана е Секуловска, е како приказната за волкот и јагнето. Волкот во случајот е СДБ и Фрчковски, и тие околу него што беа, а јагнето се жртвите на прогонот на Фрчковски и СДБ. Во приказната знаеме кој е виновникот, кој е джелатото, кој е жртвата. И во реалниот живот, волкот секогаш го јаде јагнето. Да. Но Билјана сака да ни представи дека ние прогонуваните сме джелатите врз демократите Фрчковски и СДБ како служба. И ние сме ги линчувале, жигосувале. Како можеме ние нив да ги жигосуваме кога ние со докази говориме што тие правеле. Тие прогонувајќи на нас не обезбедиле ни еден доказ. Не ни изведе пред суд, не ни поднеле кривични пријави. Никој од нас не е суден за наводните злостори кои ни ги припишуваат Фрчковски и службата. Дека сме работеле на начално рушење на уставниот поредок на Македонија, на Република Македонија. Дека сме соработувале со странски служби. Чекате бе луѓе. Па јас никогаш не сум имал никој околу мене. Како се може јас да рушам уставен поредок сам? Што сум јас? Па еве тие тврдат дека ти си соработувал, дека си имал бугарската држава на твоја страна, да, и си бил нејзин агент. Еве сум бил нејзин агент. Имат еден доказ за тоа. Еден доказ. Една средба, едно писмо, еден доказ, писмен доказ дека еве сум, ама јас ако сум соработил со нив, значи треба да влезе бугарската војска како окупатор, така ли е? Да го служи поредок. Значи тоа јас сум требал да организирам некој во Македонија, да ги прифати тие бугарски војници. Значи сум морал да имам некоја активност во државата Македонија. Да.
не само што не обезбедуваат после 6 години истрага, интензивна истрага, не само што не се обезбедува доказ, туку и самите признаваат во твоето досие дека не се потврдени индициите за кој кој отворено досието, меѓутоа сепак остануваш сомнителен. Да. И сепак тоа е сега. продолжи. Јас сум жигосан. Тоа е жигосувањето. Што е впрочем шаблонот за работа на службата. Во еден куп досие истите параграфи може да се најдат. Не се потврдени индициите, меѓутоа треба да се засили да се засилат мерките кон овој човек. И за тоа не е жигосување. Има ли поголемо жигосување од тоа кога околината знае дека те следат, знае дека си и во таквите случаеви, бидејќи луѓето немаат. Јас жртвата последна дознава дека е следена. Да. Јас дознав кога се в досието дека сум следен. Да, и сега има, значи, следење и има и активни репресивни мерки, што значи финансиски, економски проблеми на работа, проблеми на друго трето. Ама тоа никогаш не го ставаш дека го прави службата. Кога не знаеш. Викаш, ми се случува, значи нешто сум мутнал некаде во животот, во работата, нешто сум направил погрешно јас. Се обвинуваш секој себе си. Да не го добивме досијата. Јас никогаш немаше да знаам што се случило со мене. Да. И тука е она што најстрашното. Сега целата околина знае дека си следат и бидејќи тој народ таму сме воспитувани дека службата секогаш е права и полицијата секогаш во право. И веднаш луѓе викаат да, има нешто кај него, тука го следат, значи тоа е да се тргнеме од него. И тоа е таа почна изолацијата. И остануваш сам. Да, тоа е тој затвор на отворено. Да. Што е уште потежок во некоја смисла од што самата мерка затвор. Зашто си што се ствара една психоза дека сите работи кои што, односно сите проблеми кои што се случуваат во животот се твоја лична, се производ на твојата лична неспособност. Да, тоа е. И тука е целата перфидност на оваа игра. Да. И сега, ајде само неколку збора, сакам неколку збора. Кои стојат за ова што го прави Секуловска, Билјана Секуловска? Не кои стојат, него кои се луѓето кои имале многу високи функции во општеството, кои се поддржувачи на оваа иницијатива за поништување на лустрацијата, каква и да беше. И казнување на комисијата, луѓето од комисијата за лустрација. Тука е Цаца Николовска, Маргарита Цаца Николовска. Била представник на Македонија во Судот за човекови права во Страсбур. Значи, еден од врвните правници во Македонија, еден од врвните... Познавачи, значи, човекови права. Тоа треба таква да биде. Потоа тука е професорката Мирјана Најчевска, догодишен председател на Хелзинскиот комитет. Председател била на Хелзинскиот во време кога се отворени досијата. Значи, кога видела дека постоел прогон на политички и идеолошки неистомисленици. Затоа Најчевска не напишала една реченица во извештаите кои ги праќала на владите и на амбасадите и на дирекцијата на Хелзински комитет. Потоа, тука се наследниците на Најчевска, професор Калајджиев и Уранија Пировска, кои сега го водат со години Хелзинскиот комитет. Повторно, никаде нема збор од нив за тоа дека овие луѓе кои сега тие ги бранат, некогаш кршене човекови прави, тоа е многу масовно. И нормално е дека Европа и западниот свет, кога ќе види дека луѓе од Хелзински комитет, дека луѓе кои биле членови на Судот за човекови права во Страсбур, велат дека лустрацијата во Македонија жигосувала честни луѓе, министри на полиција, честни луѓе. Ама тоа е Запад не може да верува дека луѓе од такви позиции, демократските држави зборам, не Запад воопшто, него демократските држави, не може да поверува дека некој си човек кој е избран од таа држава и пратен како представник по
Судот за човекови права во Страсбур да биде носител на на заштита на застоите на тие луѓе кои кршат човековите права. Тоа е несватливо. Или Херски комитет да застане во одбрана на луѓе кои се прекршители човекови права, за кои постојат непобитни докази. Тоа е оно што тука имаш после Владе Милчин, првата невладина организација во Македонија. Тоа е дел од тој долг марш во институциите што го споменуваме во овој серијал околу 68 и сегашната револуција во Америка што се случува. Тоа е, впрочем, најпросто да го опишеме со паралелата со тоа што се случи во ВМРО-ДПМНЕ во 90-тите години. Кога, значи, од една солидна институција, вистинска демократска институција или националистичка институција кој што беше ВМРО-ДПМНЕ, полека се инфилтрираат вакви личности како Мирјана Најчевска, Халеџиев, Соросоидите и така натаму. И со тек на време тие ги превземаат тие институции кои што веќе како на пример весниците во САД, Вашингтон Пост, Нью Йорк Таймс, кои што 100 години граделе некое реноме на објективност, биле параван за она што било новинарството, и сега денеска Нью Йорк Таймс нема врска со тоа што бил. Меѓутоа тој ја го користи реномето на старата на старата слава. Сега тоа е исто и што го работат овие со Хелши комитети со другите такви институции. И тоа е впрочем трагедијата, се чини дека Фрчковски се бира како маскота, како портпарол на таа група, и тоа е оно што е главниот задолжен за вакви. Тоа е најголемиот виновник. И тука затоа тој сам се наметнува како водач, бидејќи сака да се заштити себе си. Тоа е пишувач на уставот, кој го крши потоа, како министар на полиција. Тука е сега тој не може никој да избега од вината. Тој и најдолг период е министер за полиција, така ли е? Барем за тој период 90-тите. Да. Од 92 до 96. Да, и после Чокревски 2 години, и после доста Димовска. Љубе Бошковски. Меѓутоа тие се веќе во периодот по отварање на досијата. Токму за овој период, тоа е тој со најголемата вина. Дали можеме да одиме сега со мислам да почнеме вака, значи првото прашање на Секуловска е следново. Таа го прашува Фрчковски зашто бил лустриран и кои биле причините. Фрчковски го дава следниот одговор. Законите за лустрација се смислени, вели Фрчковски, можат да се бранат во делот на однос кон минатото. Во однос кон минатото кон еднопартиските комунистичките диктатури во источниот свет и во источна Европа. Кога немало систем на владење на правото, каде што не можеле да се жалат на кршење на сопствените права, а му ги кршела еднопартиската власт. И немало раме за плачење никаков плурализам, никакво владење на правото. Логиката на одбрана е тоа. Долго време луѓето страдале, немале каде да се бранат, системот преку партијата малтретирал и така натаму и така натаму. И целата логика, образложение во резолуциите 2 на Советот на Европа околу тоа, така се таргетираат, така се објаснуваат. Ова е, значи, пече среда, во кој што може да кажеме дека се целата лага околу лустрацијата е сконцентрирана на во еден многу мал простор и многу јасно се демонстрира целата манипулација за тоа како лустрацијата се представува во Македонија од страна на овие луѓе кои што треба да настрадаат од лустрацијата. Лустрацијата е само еден дел од еден пакет на мерки кои што ги
предлага резолуцијата 1096, тоа е една од резолуциите кои што ги споменува Фрчковски. И тоа е првата резолуција која што впрочем се носи од Советот за Европа во однос на поранешните комунистички системи. Резолуцијата ја преведовме, тука ќе дадеме извадоци од неа. Еве ќе почнеме првин со незиниот наслов. Резолуција 1096 мерки за растурање на наследството на поранешните комунистички тоталитарни системи. Појасно да сме живи и здрави. Не се вика мерки за плачење на рамо, мерки за поплаки и жалби, туку ова е една сеопфатна резолуција за палета на мерки кои што треба да доведат до растурање на што? На наследството. Тоа мора да се запамети. И тоа мора да го имаме како лајт мотив, цело време да го имаме на ум. Да остане врежано во нашите, во меморијата на нашите гледачи. Дека мора да се сруши наследството. Наследството е најголемиот проблем. Сега ќе ги прочитаме првата и третата точка, за да видиме што впрочем се подразбира во ова наследство и во неговото рушење. Точка 1. Наследството на поранешните комунистички тоталитаристички системи е длабоко. Ова е причината зошто старите структури и мислени образци треба да се демонтираат и надминат. Да. Значи, зборуваме за структури како тајната полиција, идеолошка, како идеолошкото образование, како партизираното судство и мислените образци. Тоа се менталитетите кои што се пренесуваат од страна на универзитетските професори, од страна на новинарите, од страна на Министерството за култура. Тука уште еден битен детаљ многу голем. Ми дојде овие денови така, веднаш една дискусија, па ме подсети. Во времето до 90-та година, една од побитните места за вработување секојаш носеше морално-политичка подобност. Што се случува после 90-та година? Само по првите неколку, може би да се каже, додека беше експертската влада, го немаше, пошто немаше многу вработување, тогаш имаше повеќе отпуштање од работа. Но кога почна вработувањата, иако СДС беше прв на власт кога почна вработувањата, тој почна да вработува своји кадри. Значи, морално-политички подобност по нивната. Кога дојде 98 година ВМРО на власт, повторно почна да вработува своји кадри. Но, и едните и другите беа политички подобни кон системот. Видите, јас сега зборам за ВМРО, они што ги знам во Куманово кои беа вработени. Сите беа од пројугословенска и прокомунистичка провиденција. Значи, сега моралната подобност, ја само ја сокрија во наводен во партизам. СДС ги вработуваше своите комунисти, ВМРО ДПМН ги вработуваше своите комунисти. Овдека беа титовисти, овдека беа во ДПМН беа сталинисти. И да се стака ги двојам барем да инаку се исти. Тука е проблемот. Тоа е, значи моралната политичка подобност секој ден, од 90-та надах ќе го земеш, е се поизразена. И сега од техничка страна досиејата и после 92 година продолжуваат да прават диференцијација на позитивни и негативни. Да. И сега, и тука имаш по досијата уште една работа, ревидирани луѓе. Да. Така да тие од потенцијални противници на комунизмот
се ревидираат и ги прифаќаат ставовите на колку ревидирани сталинисти имаш. Бете сега ти спомна Никола Кјусев. Таткото на Миријана Најчевска. Да. Да не ги бројам другите. Да. Тие дотуркали до професори на факултет, до многу угледни луѓе. За Најчевска би била тоа што ево да заврши факултет, да стане доктор на науки, да стане професор на факултет, и да добие Хелсиншки, да го води Хелсиншки комитет, ако татко и не ревидира, ако останал сталинисти. Не. Па еве сега ти конкретно спомна ВМРО ДПМН дека биле сталинистите. Во она како го крстија 97-98 интелектуално не беше крило интелектуален совет на интелектуалци. Се беа информировци тука. Се така. А затоа од тогаш и тоа е името. Но да одиме понатака сега да го објасниме. Да, сега клучната точка 3. Вели, опасностите од неуспешен процес на транзиција се повеќе кратни. Во најдобар случај олигархијата ќе владее наместо демократијата, корупцијата наместо владење на правото и организираниот криминал наместо човековите права. Има ли појасна дефиниција зошто се случува ова што се случува во Македонија 30 години? Сега, ако 96 донесе нова резолуција, ако не друг, барем ова Маргарита Цаса Николовска требала да биде запознаена со ова резолуција. Така ли е? Да. Барем Уставниот суд треба да биде запознат со ова резолуција. Да не, ајде, партиите да не ги чепкам. Но тие луѓе кои нашиот представник во Венецијанската комисија мора да биде запознат со овие резолуции. Представници, да, колку биле. Значи, никој од нив не се заинтересува и сега тие ја знаат резолуцијата, знаат, значи тие знаат што е проблемот да се појави олигархијата, криминалот, корупцијата, се им е јасно, бидејќи вели, ако не се укине наследството на комунизмот, ќе се појават овие работи. Да, што значи дека овие работи не се некоја како да кажеме сега, чудна или нешто непознато, појава, некоја непозната, нешто, некоја случајна појава, или пак појава на грешки во демократизацијата на македонското општество. Туку тие се производ на одбивањето да се спроведе демократизација. Тоа е целата работа. И таа и денески сега се прави, целата битка се води од овие. Тоа е ставено во мерките за реформа на судство под член 2, поништување на лустрацијата. И при бе тоа го прифатил. Да. Тука е трагедијата. Значи, ти имаш еден антиевропски став вметнат во реформите на Приве. Што, како, и кои реформи ќе се спроведат? Ако не се направи ова, ако не се укине наследството, ако се прекине наследството, нема. Ако остане тоа наследство, тие луѓе со тоа да ја вода државата, таа никош нема да се ослободи од олигархија, од криминал, од корупција, од наместо демократија ќе имат тоталитарен систем. Тоа е цела работа. Добро, како ти го сваќаш, еве сега го спомна Приве. Приве не е единствен кој што прави вакви грешки во однос на демократизацијата на Македонија. Ние во изминативе 15 односно 20 години имаме испратено една голема серија на писма до представниците на Европската заедница во Македонија и со никој не сме дошле до некој продуктивен диалог. Ама не можеме да дојдеме. Јас тоа мислам дека тоа најубаво го објаснивме по примерот на Ван Хојте.
во текстовите за него, во преписката со него. Тој, кога дојде, беше подготвен да... Тој веднаш во овој каде е проблем. И неговата она изјава, иста изјава даде и прибе постоја, дека не е се проблем партиите во Македонија. Да се смени ВМРО да дојде, тога што така е, даде изјава, за да дојде СДСМ на власт. Дека тоа не е проблем. Проблемот е системот. Еве се потврди неговото тогашно предвидување и на него и на прибе. Но, тие тогаш, тоа би беа првите чекори во Македонија. Никого не познава. Носеа во главата своји видувања и своји убедувања. Но, кога почна дружбата со НВО-ата, секој ден те бомбардира некој тебе со да ти објаснува дека не, вината е, види што прави ВМРО, е да прислушкува. А тој човек не знае дека има илјадници досиеа од времето на Фрчковски, негово признание. Го имам видеото, можеме да го пуштиме, да го слушат луѓето. Кај што признава дека илјадници досиеа има. Кој се за луѓе кај што се бидејќи тој вели на секој досие има прислушкување. И дали му го знаеш насловот на... Да, го знам, сега ќе ти кажам. Добро, а дали и нема некоја идеолошка причина за ваквите односи? Признание на Фрчковски ти е... Да, еве го видеото. Дали не мислиш дека има и некаква идеолошка врска во ваквите поведенија на... Па мислам дека не. кај прибе нема. Се прислушкувани, ти обвинуваат дека Но прислушкувани како кај ФУЕРЕ, а тоа е оно што е најголемиот виновник за промената на односот на Европската Унија и Европа кон Македонија, е ФУЕРЕ. Бидејќи тој е првиот кој како национал-социјалист по татко влезе во сакаше да биде близок со комунистите. И тој ги исполнуваше сите желби на СДС. И тој, кога јас водев со него преписка за Фрчковски кандидат за председател, дека не може човекот тој ми одговори, ама ти си вика поединечен случај, нема вика што да разговараме јас и ти. Значи, А тоа формалниот ми одговор беше дека тие не се занимаваат со поединечни случаи. И сега тука е пак вината на Груевски. ФУЕРЕ беше европредставникот за време на 2005-2010 некаде тој период. Подолго остана, после не го продолжи малце мандатот, остана подолго. Тој беше таму, јас имаш еден период кога воопшто не бев не ја пратев политиката во Македонија. Тој беше токму таму во периодот кога беа изборите за Фрчковски против Ѓорѓи Иванов. И сега пушти го видеото да го слушат, па ќе продолжиме. не се прислушкувани, ти обвинуваат дека се прислушкувани како политичка партија, како припадници на партија. Може да кажете кои се критериумите за ова прислушкување? По кој основ биле овие луѓе прислушкувани? Па има, морам да ти кажам дека по некој пат се погаѓа добро кога ќе ги објават списоците. Овој случај беше добро што ги објавија овие луѓе према кои имале применето ОТС мерки, се вика тоа, мерки на следење и на прислушување. Можеле да ги извадат сите случаи од ДВК во тој период, тоа илјадници случаи, сите има такви мерки прислушување. Министри, мислите? Не, кои биле работени од страна на од државна безбедност. Да. Сега, заврши така. Имаме едно признание, ова е од 2012 или 13 година на Фрчковски. Значи пред бомбите. Дали некој од овие НВО побара да се истражи овој случај, колку
како објавно бил на прислушување во времето на Фрчковски. Тој вели илјадници, сите досиеа кои се водени имале прислушкување. Она што Заев го понуди е околу 5000 телефонски броеви, овдека има многу повеќе, не сакам да зборувам за бројка, но бројката е помеѓу 40 и 50.000. Според мои истражувања. И тоа се блиску, тоа се долната граница, долната бројка од досиеа кои се отворени после 91 година. Никој не мрдна со прст. Еве, имале, го слушнале сите доказ, го слушнале јавниот обвинител. Во тоа време беше ВМРО на власт. Зошто Сваровски судство не реагирал? Нели се водило линч против овие луѓе, Да. и биле ставени на мета. Да. Одиме понатаму. Понатаму Сега да дојдеме до главното што е овдека во ова. само уште овие две кратки точки би сакал да ги прочитам од резолуцијата. Да, овие се многу битни, јас ги заборавив. Да, ова се точката 4 точката 6. Ова се малку пократки и по како да кажеме периферни, меѓутоа се битни. Значи точката 4 вели дека демократска држава заснована врз владење на правото мора да го демонтира наследството на поранешните комунистички тоталитарни системи. А точката 6 вели дека овој процес мора да вклучува трансформација на менталитетите, трансформација на срца и умови. Да. Тоа мислам дека нема да претерам ако го протолкувам како едноставна едно барање за ново перење на мозоци. Да се испере комунистичкиот менталитет, да се вгради демократски менталитет. Ова значи дека конкретно дека образовниот систем мора да се промени. Затоа во Источна Германија, кога се правеше илустрацијата, 60% од наставниот кадар беше елиминиран од наставата на елиминиран да не му дозволија да образува. Да, затоа што тие ги формираат срцата и умовите. Но она што е уште пострашно. Ниеден професор на правен факултет не остана да држи катедра. Сега, кои се во Македонија од правен факултет се премиери, министри, се правниот факултет е главната. Повеќето новинари се правници. Да. Така е. И сега ние зборуваме што е причината. Ја бараме причината во оваа комисија за илустрација. Таа е виновна што немаме демократија. Да. Сега да одиме на двете главни точки. Не, да појде прво вака. Не, друго нешто. Ќе појде друг ред. Да. Ајде одиме одиме со потака. Мислам дека треба да одиме со двете главни точки. Да. И тука конечно ќе ја разглобиме целата лага на Фрчковски и на соросоидите околу илустрацијата. Што е таа, што треба да представува и каде таа всушност се наоѓа во оваа лепеза на мерки за растурање на комунистичкото наследство. Ајде, така, бора мислам, али бора додиме така. Точка 7. Точка 7 вели: Собранието исто така препорачува кривичните дела извршени од поединци за време на комунистичкиот тоталитарен режим да бидат гонети и казнети според стандардниот кривичен законник. Ако кривичниот законник предвидува статутно ограничување за некои кривични дела, тоа може да се продолжи, бидејќи тоа е само процедурална, а не суштинска материја. Значи, ако некој убил човек и да кажеме статутот на застарување бил 10 години, не значи дека после истечувањето на 10-та година убиениот ќе оживее. Тој останува мртов и затоа делото е се уште е кривично дело. И тука резолуцијата предвидува, значи каде што има такви процедурални механики, да се остранат. И уште една работа многу битна, зашто донесена во член 7. Бидејќи се знаело дека многу прекршувања на човекови права се направени од 45 до 90, до 88 година.
И сега на некого што е прогонуван 56-та година. Да. Делото застарело одамна. Последните службени белешки се по 56-та година. Да. Значи тој немал теоретска шанса да тужи некого. Да. Меѓутоа, сега ова има практика и денеска што се случува. Да. Затоа што досиејата во Македонија се отворија 2000 година, а судот ги прогласи за застарени делата. Да. Повеќе да после тоа да го веќе имаме докази за тоа таквото нешто. Да продолжиме со точка да. 7. Сепак, донесувањето и примената на ретроактивни кривични закони не е дозволено. Што значи? Тоа значи дека ако денеска донесеме закон дека носење на бели кошули е противзаконско, тоа значи дека не можеме сега да кажеме дека овој закон ретроактивно е... Оно што вчера носел бела кошула да го судиме. Така. Тука е, тоа е. Значи, до вчера сите што носеле бели кошули не можат да се судат. Од друга страна, судењето и казнувањето, продолжува резолуцијата, на кое било лице, за кое било дело или пропуст кое во моментот кога е сторено не представува кривично дело според националното законодавство, но кое се сметало за кривично дело според општите начела на законите признати од цивилизираните нации е дозволено. Да. Ти еден пример одма ќе дадеме да го разјасниме. Законот за вербален деликт во Југославија. Сега што се обидува да го направат со говорна образа. Тоа е всушност закон за вербален деликт. Да. Да, тоа е тоа. Тоа е тоа. И сега само комунистите го тераат под ново име, говорна образа. Да. Меѓутоа тоа е тоа. Сега. Од 11, мислам дека беше Да. нема што да зборуваме. Тука затоа ќе се навраќаме после на Да, 7. она што сакам да кажам. Ова комплетно ја руши тезата на Владе Милчин од неговата преставка против, односно на Уставниот суд против лустрацијата. Значи дојде да не И сега последниот став, односно последната реченица од овој став, покрај тоа, кога некое лице јасно постапило спротивно на човековите права, тврдењето дека постапило по наредба не исклучува ниту незаконитост, ниту индивидуална вина. Значи тоа значи дека сите овие закони кои што биле за вербален деликт, односно за гонење на политички неистомисленици, на одредување, диференцијација на морално-политичка подобност и неподобност и постапување по тие закони, дека тоа не може да го оправда дејствувањето на тие индивидуалци кои што ги спроведувале тие закони. Тие имаат вина. Колкава ќе оди судот. Да. Сега забележите тука дека точка 7 се однесува на кривични дела. Кривични дела можат да вршат само известни луѓе. Кривично во смисла на кршење на човекови права од овој вид, преку преслушкување, преку гонење политичко едно друго. Значи, служител во предпријатие не може да припадне под овие мерки. Но министер на полиција... Да. Значи, ова конкретно се однесува за службениците во Министерството за внатрешни работи. Пак повеќето, меѓутоа тука би рекол дека ова последнава реченица ги става речиси сите службени работници. Тука е сега нормално нивото на вина ќе го дојде судот. Меѓутоа тука сите потпаѓаат како што оние стражарите во Аушвиц индиции дека направиле сега како што се докажат индициите. Како што стражарите во Аушвиц не се иземаат од вина, исто така и овие сега. Нормално некој можеби треба да лежи 2 месеци, а некој можеби треба да оди на бесилка. Некој можеби нема да лежи. Тоа е разлика. Така е. И сега 11-та точка. Што се однесува до постапувањето со лица кои не сториле кривични дела, за кои може да се гони во согласност со став 7, но кои сепак држеле високи функции во поранешните тоталитаристички комунистички режими и ги поддржувале,
Собранието забележува дека некои држави сметаат дека е потребно да се воведат административни мерки, како што се закони за лустрација и декомунизација. Целта на овие мерки е да се исклучат лицата од вршење владина должност, доколку не им се верува дека тоа ќе го сторат во согласност со демократските принципи, бидејќи тие во минатото не покажале никаква посветеност или верба во нив и немаат интерес или мотивација да направат транзиција кон нив сега. Сега, тука има една, бидејќи овдека се водело основна сметка, основна причина за ваквите закони, за ваквата резолуција е злодството на комунистите од 1917-18, кога е воспоставен во Русија комунизмот, па до падот на Берлинскиот зид 89-90, кога почнува демократизирањето на Источна Европа. Но, и сега има тука, никогаш тие не помисли, бидејќи таму немало НВО во тоа време, немало во тие системи, во тие режими, тие секогаш мислеле дека само владата може да ги направи прекашувањата овие кои. Но сега ние од нашето искуство, од искуството во Македонија, кое го гледаме во овие 30 години, како од 92 кога доаѓа фондацијата Отворено општество во Македонија, како се однесуваат невладините организации. Тие се главната полуга на тоталитарната власт, која успева да го прикрие злосторот, преку нив се прикрива злосторот на полицијата. Тие се тие кои се врската на кои верува демократските држави и на нивните извештаи, врз база на нивни извештаи градат мислење за што се случува во државата. Значи, да, преку нив сега државата, тоталитарниот систем прави аутсорсинг на своите мегафони. Да. Значи до вчера беше борба, Нова Македонија, правда, комунисти е таквите. Да. А сега се некои трети лица. Да. Сега има како еден наводен зид помеѓу самиот режим и извршителите. Да. Меѓутоа тоа е само покритие за примите тоа. Да, за некаква си демократија. И затоа јас кога говорам, кога ги посочувам НВО-та како еден од главните кои мора да подлежат на лустрација. И дел од медиумите, баш заради ова, што тие всашност се главниот столб преку кој се шири лагата за системот. Тие можеме да ги опишеме како олигархија од политичко-културен калибар. Тие се изворено платени. Подпишуваат договор на по 50.000 евра годишно. Да, меѓутоа не се олигархија од индустријски види сега ти од индустријска природа, туку се од ова ама и тоа е културно-уметничка. Зошто и треба на Македонија Министерство за култура? Да. Јас не знам дека има дека Министерство за култура. Има се вика Министерство за наследство. Наследство. Да. Наследство немат комунистичко. Тука е проблем. Тоа е разликата. Овдека културата, Министерство за култура е задолжено да не дозволи ништо. Не дозволи приватизација на културата како што стои во досијата. Да не дозволи културата, зашто нема ни една книга објавена во Македонија за прогонот на... Зашто нема снимено еден филм? Нема една драма, нема ништо. Или од ревизионистички стил. Да. Што работеле комунистичкиот прогон, какви изгледала направил од 45 до денеска. Не голиоток. Голиоток си е пресметка помеѓу комунистите. Да. Тоа е нивни проблем. Не, туку Идризово. За Идризово, за македонците дојделе во Добој, во Зеница. Тука тие треба да ги видиме нивните голготи, нивните тоа. А па што да речеме, еве сега збориме за комунистичкиот систем, меѓутоа нема никакви историски факти ни за она што се случувало во меѓувоениот период. Тоа е да не одиме сега, тоа е сега и
еве сега наводно не слободна Македонија, да кажеме зошто не објавува ништо, зошто нема ништо. Никој не објави ништо за прогонот после 91 година. Да. Има ли нешто напишано од некого, некаква сторија за да се направи драма, да се направи краток филм? Груевски фрли еден куп пари за да направи лажна историја. Преку синот на Дијана Транталовска. Да велича соработници на УДБА како херои. Значи, ние немаме... Ти не можеш како единка да направиш проект од таков тип и да побараш да ти даде министерството пари. Нема шанса да добиеш. А тоа е таа елиминација да излезе вистината на виделина. Да. Една работа што се потенцира, значи оваа точка 11, дека целта на овие мерки да се исклучат лицата од вршење владина должност доколку не им се верува дека тие ќе го сторат во согласно со демократските Тоа принципи. е она што Сега, значи, во извештајот на Советот извештајот на Комисијата за утврдување на состојбите во органите на државната безбедност при извршниот совет на Социјалистичка република Македонија во 1966 година се заклучува при крајот на извештајот дека во нивната истрага другарите од дотичниот ресор не биле заинтересирани за соработка со истрагата и не ја согледувале, како стоеше, не ја согледувале причината зошто, односно бенефитот зошто тие треба да ги променат своите ментални склопови и кои ќе бидат позитивните резултати на сето тоа. Значи, тие не сакаат да направат таква транзиција. Кај Фрчковски и кај овие Милчин, кај целата таа багра, тие сами си покажуваат колку не се излезени од тој комунистички ментален склоп. Да. Тие нон-стоп на секој чекор се закануваат со апсење, со бесење, со лежење, ќе си лежите, ќе си правите ова, ќе си правите она. Ова шаренава револуција, што беше тоа? Исто нивни производ. Тоа беше комунистички милитаризам. Така. И сега колку ни треба, мислам, колку треба да сме сега слепи или колку треба да се правиме наивни при очи да видиме дека овие луѓе воопшто немаат намера да ги менуваат Точно така. Одиме, ајде напред, одиме. Малку да ја разјасниме резолуцијата низ видувањето на Фрчковски, така ли? Да. Само уште ова не знам дали го потенциравме, значи сега повторно да го заокружиме. Значи, како што можеме да видиме, лустрацијата тука никаде во ова што го прочитавме не се споменува дека лустрацијата е некаква мерка за исправување на тоа што луѓето немале каде рамо рамо за плачење. Туку лустрацијата е само една мерка од цела низа на мерки кои што треба да се спроведе за да се сруши наследството на комунистичкиот систем, чиј што производ е денешната олигархија и владење на корупцијата. Сега ќе одиме да докажеме дека во Македонија гарнитурата на Фрчковски, таа целата постава, да докажеме дека тие го пренеле наследството после 91 година. Така ли? Да одиме директно со видеото. Веќе од тука почнува, тоа е целата. Да. Законите, пренесување на законите од СФРЈ во Македонија. За случаите конкретно. Прво, тоа што не можат да го спорат ниту тие, наредбите за користење на мерките, следење и преслушување на овие лица се дадени согласно прописите важечки тогаш. Дел од нив се наследени од СФРЈ. Тука Фрчковски вели дека уште на самиот почеток на независна Македонија биле превземени некои членови од уставот на СФРЈ. Сега, веднаш тука во принцип можеме да кажеме дека тоа е едноставно признание за пренесување, на директно пренесување на наследството на СФРЈ. Но тоа е многу јасен уште во ова што кога вели дека според новиот устав не може да биде преземено ништо од уставот на СФРЈ што е спротивно
на уставот, на новиот устав на Република Македонија. Значи, ова мора да се паметете го, па ние ќе го повториме повторно, но еве ќе кажеме во уставот на Република Македонија, во новиот устав на Македонија, во член 17 стои децидно дека се гарантира слобода и тајност на писма и се други облици на општење, само со врз основа на одлука на суд може да се отстапи од начелата на неповредливост, тајноста на писмата и другите на општење. Сега, еве едно решение за прислушкување. Да, ова е решение од 4.5.94 година. Тука стои дека врз основа на член 24 од Законот за основите на системот за државна безбедност, службен лист на СФРЈ, број 1584, а во врска со член 5 од Уставниот закон на Република Македонија, службен вестник на Република Македонија број 5291 и член број 36 од правилата за работа на СДБ, се донесува решение да се примени мерката тајна контрола на телефон спрема лицето, тоа е тоа. Сега одиме да го дадеме членот 24 од Законот на СФРЈ. Да. Еве што вели член 24 од Законот за основите на системот на државна безбедност на СФРЈ, службен лист на СФРЈ број 1584. Функционерот кој раководи со органот што ги врши работите на државната безбедност, ако е тоа потребно од причините на безбедноста на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, во работите од делокругот на органот може со свое решение да определи во поглед на одделни лица и организации да се преземат определени мерки со кои се отстапува од начелото за неповредливоста на тајната на писмата и на другите средства за општење. Значи, овдека се користи законот на СФРЈ за да се прислушкува без судски налог. Но, сега да се вратиме на една многу битна работа. Во решението стои, а во врска со член 5 од Уставниот закон. Да. Сега, што вели член 5 од Уставниот закон? Еве што вели член 5 од Уставниот закон на Република Македонија, службен вестник број 5291. Да. Постојните сојузни прописи се преземаат како републички со надлежностите на органите утврдени со Уставот на Република Македонија. До постигнување на договор меѓу суверените држави од СФРЈ, Република Македонија може да го довери извршувањето на одделни прописи на сојузните органи. Секунда само. Да го довери извршувањето, така ли е? Да. Значи, што значи тоа? СДБ ја доверуваме, државната безбедност ја доверуваме да ја води СРЈ, да ја води Белград. Попросто, поедноставно кажа. Така вели Фрчковски во решението. До постигнување на договор меѓу суверените држави. Да. Ако органите од став 2 на овој член прописите не ги извршуваат во согласност со суверенитетот и интересите на Република Македонија, нив ги извршуваат органите на Републиката. Сојузните прописи со кои се одредува организацијата и надлежноста на органите на Федерацијата не се применуваат во Република Македонија. Значи, сега, тој се повикува дека законот СДБ го пренел целата тајна полиција да биде контролирана од СДБ. Така ли стои? Да. До постигнување на договор меѓу републиките. Но, ова е тешка манипулација. Абе, зошто? Затоа што тој не го споменува член 6 од Уставниот закон, за да може овој закон на СФРЈ да го користи до 1995 година. До 10. октомври 1995 година, на тој ден е донесен новиот закон за работата на МВР и со тоа е и донесен закон за СДБ, нов закон. Што вели
6 прочитај го. Зошто е свесно не е ставен во решението за прислушкување? Член 6 вели законите што не се во согласност со одредбите на Уставот на Република Македонија ќе се усогласат во рок од 1 година од денот на прогласување на Уставот. Значи, по ниједна основа, член 24 од законот од СФРЈ не може да се користи подолго после 17 септември 1992 година. 17 ноември кога е донесен устав. Значи, крај. Затоа новинарот, Гоце Михайловски, му поставува едно многу убаво прашање, и тоа се многу се случа на крајот на... Сакаш повторно да го чуеме? Па, пушти го само при крај да го... Колку не се во спротивно со новиот устав. Тие Значи, предlozi тоа е не основа. спротивно со уставот. Тогаш до 92 беа. Значи, Тоа што беа. Прашањето тука е, нели? Да. Значи, имаме покрај овие појави на олигархија, на владење на корупцијата и едно и друго, имаме дефинитивни законски одредби кои што се пренесени во наследството на Република Македонија од СФРЈ. И се користени до 95 година. Значи, од прогласувањето на самостојноста на 8 септември 1991 година, ти користиш закони на СФРЈ, кои обезбедуваат кршење на македонскиот устав, и прогонуваш луѓе, иако кршиш свесто македонскиот устав, кој забранува прислушкување и следење без судски налог. Има ли од ова поголем доказ дека се продолжи, наследството е пренесено во самостојна Македонија? И затоа Венецијанската комисија вели дека има причина да се спроведе лустрација во Македонија. И после 91 година. Но ќе дојдеме да го објасниме тоа многу попрецизно, кој ќе дојдеме до таму. Поред, мислам дека го исцрпевме овој цитат, односно ова прво прашање од интервјуто на Фрчковски околу тоа што всушност представува лустрацијата, дали таа е само некакво рамо за плачење или е она што впрочем го замислила резолуцијата на Советот на Европа, а тоа е да биде само еден инструмент, еден дел од една алатка, од една цела лепеза на мерки кои што треба да доведат до конечно растурање, демолирање на комунистичкото наследство, а тоа и самото значи растурање на овој систем кој што владее со Македонија овие 30 години, значи системот на олигархија, системот на корупција, системот на партизирано судство, сето она што некои во Македонија, не се тоа случајни лица, туку лица кои што работат во службата за државна безбедност, кои што тврдат дека сите овие непосакувани појави во Македонија се впрочем резултат на демократијата и на капитализмот. Да, така е. А впрочем, ова е 96-та година резолуција напишана, значи то прва кога започнувала транзицијата од историска гледна точка, гледаме дека тоа било предвидено тогаш и еве го тоа. Меѓутоа и тогаш беше и така, меѓутоа сега имаме 30 години веќе, многу потешко е да се шпекулира каде и како и зошто настанало сето тоа. Во ред, ја заклучуваме оваа епизода сега и продолжуваме во нашите наредни епизоди со остатокот од интервјуто на Фрчковски. До следниот пат, до гледање. До гледање.